Истражувањата од Виничко кале и Коколов рид, презентирани како научни трудови, допреа и до меѓународната јавност. Вработените во музејот Теракота во текот на месец октомври зема учество на меѓународната конференција во археолошкиот парк Ваминациум во Србија и на 21-виот симпозиум на Македонското археолошко научно друштво во Дојран. Овие научни симпозиуми се одржуваат на секои 2 години и на нив се презентираат најновите сознанија и резултати од археолошките истражувања во Македонија. Музејот на град Виница на овој симпозиум се представи со 2 презентации од резултатите од археолошкото истражување на локалитетот Коколов рид, кои се вршеа во 2011 и 2012 година. И од овие презентации едната се однесуваше на железновременската некропола, на 3 тумула. Значи, тоа беше видеопрезентација која беше насловена "Првични сознанија за железновременската некропола Коколов рид, село Виничка Кршла". Другата презентација се однесуваше на римските погребувања од локалитетот Коколов рид. Во организација на Институтот за археологија на Србија во периодот од 5 до 8 октомври во археолошкиот парк Виминакиум во Србија се одржа меѓународен симпозиум на тема археолошкото наследство, неговата улога во образованието и презентацијата и популаризацијата на науката. Музејот на град Виница учествуваше на овој симпозиум со излагање на тема утилизација и популаризација на археолошки локалитети, примерот на археолошкиот локалитет Виничко кале. Научниот дел на симпозиумот беше поделен во 8 сесии на различни теми, се разбира сите поврзани со генералната тема. Се зборуваше за археологија, презентација на археологијата, едукација, херитологија, популаризација, презентација и музеј, како и за музејски работилници. Покрај презентација, археолозите имаа можност за богата и сестрана размена на искуства со колеги од музеи, научни институции и универзитети од Романија, Русија, Германија, Турција, Украина и други земји од светот. Македонија на оваа конференција имаше 4 своји представници, а овие презентации ќе добијат и своја печатена публикација како официјални научни